Богородичниот пост започнува в недела на 14 август и трае 2 недели до 28 август. Овие пости се најкратки и затоа за постање се одлучуваат поголем број луѓе. Богородичниот пост, кој е востановен во чест на празниците Преображение Христово и Успение на Пресвета Богородица, според типикот пропишан од Светата православна црква, се пости на следниот начин. Од понеделник до петок без масло, сабота и недела е разрешено на масло и вино, риба е благословено на празникот Преображение Христово. Да се посвети поголемо внимание на духовниот отколку на телесниот пост, потсетуваат свештениците. Правило на пост кој што е препишано од страна на Светата православна црква не е општо важичко за сите, може да биде ублажено секако со благослов и знаење на духовниот отец, посебно за оние категории луѓе како што се бремени жени, дојлки, мајки со помали деца, стари изнемоштени лица, болни, лица кои што работат тешка физичка работа или чија што работа е поврзана со патување. Значи апелираме како се претходните пости, така и овие, значи да се обрне повеќе внимание на молитвата, на добрите дела, за размислувањето на Бога, нашиот однос кон Бога, односот кон нашите ближни, пред се да правиме добри дела, без разлика дали тоа ќе бидат од морален карактер, со советување, финансиски. Значи се што ќе правиме, целиот наш пост треба да биде во слава на Бога. Што се однесува за земање причест, пак Арсовски додава дека во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓурѓи литургија се служи секој петок, недела и празник. Сите кои имаат благослов од духовникот и кои се подготвени може да земат причест после секоја литургија. Арсовски апелираше и до сите оние кои сакаат да идат на исповед, поради големата гужва за време на постите и со цел да се запази вистинската и целосна исповед, да не чекаат последниот ден, туку тоа да го сторат порано со претходен договор со духовникот. Инаку, денеска Светата православна црква се спомнува за светиот свештеномаченик и епископ Интерамниски Валентин, истиот оној кој под западно влијание се празнува на 14 февруари како ден на влюбените.